Неделава владата ќе распише јавен оглас за изработка на физибилити студија за експресниот пат Кочани-Делчево. Овие денови ќе се знае и инвеститорот на новата зграда на Штипската клиничка болница, студентскиот дом и зградата на медицинскиот факултет, најави премиерот Христијан Мицкоски. Отпочнуваме со реализација на овој проект, тоа се отприлика процес од неколку месеци, а потоа со средства од буџетот и во соработка со меѓународни финансиски институции ќе биде објавен тендер за реализација по принципот жолт фидик на овој проект кој што ќе биде многу значаен. Собравме од светски реномирани финансиски институции понуди за финансирање на проектот на клиничката болница, медицинскиот факултет и студентскиот дом во Штип и очекувам како дел од една стратешка соработка со Велика Британија и овој процес конечно да почне да се движи. Од своја страна, вице-премиерот Александар Николовски изјави дека македонската страна сите административно-технички околности за отворање на граничниот премин Клеполо кај Берово се завршени. Останува работата да ја заврши и бугарската страна. На наша страна е се завршено, проблемот беше на бугарска страна. Морам да кажам дека претходниот министер за транспорт и вице-премиер на Бугарија, Гроздан Караджов, го задвижи проектот и се надевам дека со изборот на нов министер ќе се дополнително реализира овој проект и ќе можеме да се поврзиме од двете страни.